да го водеа светот мајки, ќе имаше многу помалку жртви. Дамите денеска доминираат, емоцијата треба да надвладее, но воедно и разумот. Со професорката Татјана Алексич го продолжуваме разговорот во студиото. Како да се залечат раните од трагедијата во Кучани? Како во наредниот период да се зборува, да се насочуваат младите, средношколците, тинеџерите, адолесцентите? Веројатно ќе зборуваме многу за наставниците, за професорите, не ќе оставиме, се разбира, и простори, насоки кои ќе бидат и до родителите, кои тие може да помогнат во наредниот период. Професорке, зборувавме со директорката на Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје, доктор Арсова, зборувавме со неа и се согласивме во тоа дека професорите, наставниците треба да иницираат разговори со децата, да ги ослободат во искажување на чувствата, во искажување на мислите, на што се ги мачи на стравовите, најмногу стравовите, споделување на истите, но и вие сте исто така изложени на истите, но од другата страна, како ќе го направите истото? Размислувате ли, се подготвувате ли, да не се наметнете? Кој е вистинскиот начин? Доктор Славица Арсова е пар екселанс професионалец. Ја следим овие денови. Навистина е присутна во медиумите и благодараме сите затоа што ни треба професионална насока како да се справиме со сето ова. Ние добивме од насоки од Министерството за образование веднаш како да постапиме во рамките на училиштето со оглед на тоа што најранливата популација е кај нас во основните и во средните училишта. Меѓу другото беше и тоа разговор. Ако имаат потреба децата од разговори да се исплачат, ако чувствуваат потреба да покажат емоции, да не ги кријат, да се проложат наставните содржини, меѓутоа без тестови, без испрашување, без оно што бара концентрација од децата. Затоа што кога се тагува, едноставно мозокот нема функција да се концентрира на нешто друго, освен на тагата. Без дополнителен притисок. Без дополнителен притисок, само да се турка наставната содржина. И секако стручната служба, нашиот психолог, веднаш во групата исто даде насоки како се однесуваме, координираме со нив, децата имаат можност да разговараат. Самите наши ученици од кариерниот, од 4-та година, да дадо иницијатива една и ги собра другите своји соученици во дворот на Корчаник, во патио поточно. Тој е ограден дел каде што ете и радости и таги се споделуваат. Испратија балони од хелиум во небото, испишани со стихови и пораки, стиховите од песните на ДНК. Носеа сите цвеќиња, запалија свеќи, имаше 7-минутно молчање, 7 минути за 7 дена, нели, ден на жалост, кои се официјално само 7 дена, меѓутоа тие ќе траат додека сме живи, затоа што кажа доктор Славица, ова е една национална, колективна траума која нема да може да заврши, оно што велиме времето лечи се, не е баш така. Меѓутоа мораме да продолжиме да живееме и на децата некако да им го осмислиме понатаму животот, затоа што тие се под хроничен стрес. Само што се случи Вања, значи едно грозоморно киднапирање и убиство на малолетно девојче. На кој што сега сме сведоци на судскиот процес. Трае паралелно со ова паралелно, да, во меѓувреме ситуација и тоа децата го гледаат и го слушаат. Само што помислевме дека не може да се случи ништо пострашно, па се случи Фросина. Само што ќе помислиме дека нема ништо пострашно, значи веќе ни е страв да помислиме дека после ова не може уште нешто пострашно се случи. Така што мислам дека овие се жртвувани фактички луѓе, овие млади луѓе, овие алтан луѓе, како да се жртва на данокот на нашето несериозно, неодговорно, корумпирано општество, несоодветност, неадекватни луѓе на одредени позиции и од нивната пепел како феникс треба да изникне повторно моралот во оваа земја. Моралната одговорност на сите нас, за да нешто сепак оставиме на идните поколенија. Значи, точно ќе биде пред и после Кочани овој период. Ги спомнавте ДНК, тоа се нивните идоли. Тоа се случува на концерт на нивни идоли со кои што тие растат, тие созреваат во тој сензитивен период на тинејџерство, на адолесценти.
песни и стихови преку кои што се заљубуваат, тагуваат, се социализираат, сите нормални нешта кои што треба да ги живеат младите. Во изминатата недела, како поминаа разговорите со нив? Повеќе солзи и тишина отколку разговор. Значи, доаѓа кај мене во библиотека буквално да се исплачат. Значи, никош не било потивка во ходниците. Таа тишина е пострашна од вресокот. И онаа тишина на плоштадот, која беше вечерта, исто е указ дека на народот му е веќе дозлогрдено од вакви трагични настани и тагува. Значи, треба да ги пуштиме да тагуваат, секако без да се злоупотреба политички, тоа секош имал и ќе има такви моменти, меѓутоа ова е таква тага да нема место ни на политиката и сами забележуваме дека власта веднаш почна да реагира и дека работи и треба да се остава да работат. Затоа што никој во вакви ситуации нема да може да шпекулира, нити било што да сокрие. Значи веќе не може, тоа е толку транспарентно, мислам дека цел свет не следи. И ова што се солидаризираат и што ни помагаат не е случајно. И се очекува да биде транспарентно. И се очекува да биде, затоа што кажавме, ова е веќе готово, до тука е. За да можеме да се толерира и понатаму несоодветно однесување на властодржците и на се она што не донесе до тука. Тие деца биле да се радуваат. Значи радоста им е изгорена и тоа е траорната порака. Едно е да е војна, кога си во војна се навикнуваш на исходите на војна, а друго е кога одиш негде да се радуваш, да си среќен или да споделиш радост, да ги слушаш своите идоли и некој да ти ја одземе тоа право на среќа затоа што ете видовме поради несоодветна просторија која не е технички, физички соодветна да издржи еден таков нели пиротехнички перформанс и на крајот нели обдукцијата покажа дека сите се починати од јаглерод моноксид, значи се задушени во просторијата каде што гореле несоодветни материјали кои биле во конструкцијата на подот, не само што бил низок плафонот, туку и бил со несоодветен материјал. И сето тоа е последица на, не можам да кажам незнаење, да кажеме неодговорност, да се направи еден објект кој е достоен да прими луѓе и во случај на незгода да може да се спасат навреме. Сега, може да кажеме дека еве се случуваат и во многу подобри услови објекти. Еве го видовме филмот за Бразил, нели, каде што имаше многу посоодветни и достапни службени возила, брза помош, противпожарни возила, па сепак се случи трагедијата, затоа што со оганот нема играње. Еден момент е присутен постојано тука и вие во разговор со учениците ги советувате, ги учите дека треба да помогнат на другарчето и ние родителите така и ги воспитуваме децата дека треба да помогнеме на другарчето понатаму нели во животот на луѓето ги знаеме, не ги знаеме дека во ситуација треба да се помогне. Во ова ситуација емпатијата е она која што може слободно да кажеме ги помина сите граници и сега во таква ситуација влегуваат внатре да помогнат на другарчето и не излегуваат. И таа перцепција кај младите веројатно ќе ви треба некој посебен начин на кој што ќе поразговарате и сепак ќе успеете некако да останете со мнението дека не треба да се плашат, дека треба повторно да помогнат доколку се во ситуација да помогнат. Тоа е нешто што сега стравот ќе биде присутен кај сите, особено кај младите. Од повеќе аспекти. Фаталната хуманост на поединци кои буквално се оние луѓе кои би влегле во оган за друг и тоа го кажа на дело за жал. Го знаат, не го знаат, влегуваат за да помогнат. Тоа е инстинкт, всаден. И не можеш поинаку со тој инстинкт. Не можеш против својот импулс. Човек го прави и го кажува оно што е дел од него. Не можеш да направиш, не можеш да кажеш ништо ако не е дел од тебе, ако не растеш со сето тоа. Затоа видовме луѓе кои навистина влегуваа во оган да спасат други, ризикувајќи си го животот. И ако не сватија, тоа е толку брзо се случи тоа. За 2 минути не сватија дека може да има вакви последици. Како зостане инстинктот кај младите, веројатно и најверојатно ќе треба време да им укажуваме дека човек се раѓа со човечки атрибути, меѓутоа се учи да биде хуман и дека не треба
контра момент да се направи сега дека треба да се повлечеш кога некој во неволја, не трае животот. Знаете како? Кога ќе отидете на обука на брза помош која се полага за возачка дозвола, прво што ти кажуваат, првен ќе се заштитиш себе си, па жртвата. За да можеш да им помогнеш. Исто е да речеме во авион, првен ќе ставиш маска на себе си, па на детето, за да можеш да им помогнеш. И тоа е така и функционира. Во животот не можеш поинаку да направиш, освен да помогнеш и кога не си заштитен. Еве да тргнеме од нас како родители. Кога гледам дека моето дете, не мора да е другото, моето дете е во опасност, сигурно дека ќе гледам да го спасам тоа дете, па по цени да си го ризикувам животот. И тоа е нешто што е инстинктивно влезено во крвта на човекот, во неговата матрица, во неговиот интелект, во неговиот карактер, да се помогне кога некој е во опасност. Сакам уште еднашка само да го споменеме неколку пати еден од хероите кога сме веќе ке младите, сакам да го спомнеме 19 годишниот Јован Костадинов од Виница, кој за време на пожарот во дискотеката Полстој прво со мокра мајца си има заштитено себе си, има влезено внатре, има извлечено 21. 20 повеќе од 20 се, да. Ете момчето има знаење. Значи е многу битно во тие моменти да се сети дека може да си го заштити лицето со мокра крпа, која нели ја одбива. Меѓутоа и со чадот слушнав дека ставила некоја цевка, дека буквално дали што гледаат филмови, дали слушал, дали читал, нели постојано велиме најголемиот непријател е незнаење и ова се случи од незнаење на луѓето да на време размислат што е добро, што е лошо за нив. Така што тоа момче навистина е херој и ете Господ го спасил, му дал живот, да остане жив после сето тоа, успел да извлече своји соученици и тоа е добар пример за сите останати дека треба да помогнеш, меѓутоа те гледате прво се заштитил себе си, па потоа одишол да помага. Да, и да ги спомене секако Андреј Лазаров, фудбалерот и пејачот на ДНК Андреј Георгиевски, кој што иако излегле од објектот се вратиле. Тоа е навлегување во оган, рефлексно, човечки. Потоа Илчо Гоцевски, потоа и Илчо Гоцевски, возачот на итната медицинска помош, кој што не го жалел ниту времето, ниту емоциите, ниту себе не се жалел, за да можеме само да претпоставиме што се чувствувал во тие моменти кога ги превезувал повредените и зафатените од трагедијата. Дали младите кои што ќе продолжат да го носат ова општество во првиот миг на тагата, веднаш почнаа да посетуваат настава, или немаше прекин, дали се охрабрија по првичните емоции кои што се нормални, рековте тишината и плачот, дали се охрабрија да зборуваат, да прашаат, а потоа и да кажат? Се извинам, мора тука уште еден сегмент да го напоменаме, некако не го споминавме, на социјалните мрежи. Не само што видеа кружеа, туку и навистина имаше експлицитни фотографии, се непотребно споделување на фотографии и на видеа. Не научивме и во тој дел и со оваа трагедија, но сепак младите сето тоа го гледаат. Имаше се и се што имаше и шпекулации со бројката на загинатите. Ниту смее да се шпекулира, ниту треба да се релативизира се тоа, значи многу внимателно на тие социјални мрежи, затоа што некој може многу да го погодат. Имаше и осуда за одредени ситуации, зошто морале ли да одат, не смееле да одат, бидејќи се малолетни. Да, законски не смеат да одат, меѓутоа тие едно дете од 17 години кој сака да ги види своите идоли, да се радува, на крај на умот нему е дека една искра може да направи ваква трагедија. Не можеме да им замериме на децата, меѓутоа можеме да замериме на законот на обезбедувањето што воопшто пушта деца на влез, кои може и не се јавиле на родителите или избегале дома, се е тоа знак на прашање, меѓутоа ја и објавив на Facebook затоа што ми дојде да не долеваме оган, затоа што може да замислите колку им е тешко на родителите. И сега кога уште некој им кажува во очи дека виновни се што ги пуштиле децата, тоа е уште потешко да го доживееш. Тоа е, знаете како дете некој трча ќе да направи такво нешто. Кај нас за жал не се внимава во оној дел на тоа дека што се е дозволено да се каже и да се дека може да повреда некого или мајката што
излегла и што си го ставила детето дома. Значи, тоа толку може да повреди некого, треба сите да размислат пред да напишат, пред да кажат како може да се одрази првин врз нив, тргне од себе си, па потоа за другите. Ова е една од работите кои што исто така ќе треба да ги научиме. разговараат, и често разговараат, и со мене разговараат. Без оглед што се повлеков од настава со библиотека, многу често имам разговор со нив околу книгите и околу драмските представи. Планираме сега веќе некоја хуманитарна представа да направиме, но немаат сила. Кога ги прашав дента дали сакате нешто, да рецитираме стихови од ДНК, да свирим, имаме деца кои свират онака тивка музика, не може. Значи не можеш да излечеш. Максимум што може да ги пуштат балоните и 7-минутно молчење и да остаат цвеќе. Значи таа тишина е всушност тагувањето и понатаму секако дека ќе разговараме со нив. И ова е нешто што ќе се споменува. И колосот од возачот, тој колос, тој човек колос кој не застанал и буквално немал замена, не можел да застане и не сакал. Може би некој ќе рече не можам да возам и ќе се тргне. Меѓутоа тој буквално до последен здив возел без да прекине. Не само што возел без прекин, туку и гледал. И самиот тоа што го видел е огромен стрес. Андри случајно го познав затоа што ми беше комшија позади зградите. Андри еднаш ме префрли до работа, ајде професор, ќе чекам автобус. Знаете, со 7 минути разговор со некого надвор од она што го гледаме по страдата, точно ќе видите дека човек кој би скокнал во оган за друг човек. Хуманоста излегува од него. Значи, буквално личи на таков човек. И тоа е нешто што се пак ќе кажам, се раѓаш со таков. Тие излегле, па се вратили, исто како фудбалерот. Значи, излегле, се рекле, Господе, фала ти, жив сум, но се вратиле да спасат други. И тоа е таа фатална хуманост, која не може секој да ја има. Знаат ли, свесни ли се дека ќе бидат носители на животот во оваа држава и понатаму и дека врз база на она што го искусиле во нивните кревки години, дека ќе треба да го градат идното општество? Мислам дека како што велиме, она што нема да те убие ќе те зајакне и дека ќе бидат посилна генерација која многу посилно ќе се бори против неправдите и се она на кое што се сведоци и гледаат не е во ред. Го видов тоа на малото момче кој зборуваше на англиски за корупцијата. Тој излезе од него спонтано. Може би него ни знае зборот, што е, но разбира неправдата која е нанесена од еден подкуплив систем. Сите сме виновни. Јас сум виновна. Ние наставниците сме виновни. За ние тројки кои ги претвараме во петки, затоа што ќе се јави преамбициозен родител и му треба зупис. Преамбициозниот родител има систем кој наметнува мора скроз одличен успех за да може да се запише понатаму детето во посакуваната гимназија. Не мора веќе со тие морања. Значи може секој да се запише, нека има приемен, да се олабавиме малку, се растовариме, од тука почнува. Така да речеме безазлено, наивно, меѓутоа продолжува понатаму во животот таа матрица дека ќе се јавиш на телефон, имаш луѓе секаде и на децата тоа им станува како мејнстрим, како лајт мотив. Да, имам врски, ќе поминам лесно и на факултет, понатаму ќе се вработам и цел живот ќе бидам со врски и ако направам белја, ако направам прекршок, тука се моите родители. Не сме да е така. Значи ако направи прекршок детето, родителите за рака треба да го однесат, да одлежи казна, да плати казна, ако му се родители. Ајде да завршиме со родителите. Ајде да завршиме со вашите, секогаш ги велите, магичниот триаголник, потребните во процесот за да извадиме еден здрав, млад човек, утреден, да го испратиме на прав пат. Колку е нивната улога сега тука моќна, во делот дека учениците голем дел го поминуваат во училиште, го поминуваат со вас, го поминуваат на социјалните мрежи, повторно ќе ги споделам од причини што да, вистина, повеќето информации за жал ги добиваат токму од социјалните мрежи. Чинам дека можеби перцепцијата се промени сега изминатата недела со оглед на тоа дека навистина се следеа медиумите, се следеше македонската телевизија, на секој час информативни прегледи, сите информации се даваа навремено, проверено и точно, што е многу важно, но сепак за животот кој што ќе продолжи од денеска натаму. Колку родителот ви помага секојдневно? И во овој период колку може да ви помогне? Секако, ние не можеме без родителите. Таа тријада е базата на воспитно-образовниот процес, комуникацијата со родителите. Родителот има право во секое време да ни се јави на нас, на наставниците и да ни се пожали, да ни каже каков проблем. И да е така би било поголема среќа.
Проблем е кога родителот нема да каже, нема да не предупреди или ако забележи нешто да или ви ако посочи. забележи на време да посочи, за да можеме се грижиме да го обсервираме тоа дете и да ја имаме во вид неговата ситуација. Неодамно ми дојде ученичка која ми се пожали дека мајка е болна, па и сестри згора на тоа, се исплакавме. И кога се вратив назад, таа иста ученичка која му учествуваше во драмска знаела да задоцни ја да искарам. Па и кажав, извини дете што те карав, што доцнеш, не знаев каков проблем имаш семе. Знаете, тоа е на момент кој ние не знаеме, ќе викнеме по нив зошто доцнеш не си на време, а тие доцнат од оправдани причини. Никогаш се оправдани, никогаш се неоправдани, битно е да се зборува. Битно е се каже, човечки се каже, да се извиниме на време, да кажеме дека ете импулсивно сме постапиле, меѓутоа имале причина. Тоа е исто периодот на ковид кога знаевме бидеме ригорозни кон нив, а тие си има мака. Им умира и родители, и баби, и дедовци, не им беше учење. И тоа е што велам, немаш концентрација кога тагуваш да учиш, немаш да примеш материјал. Оно што за сите е спасоносно и за родителите, и за наставниците, и за учениците, сите кои сме живи и ќе живееме со оваа национална трагедија е, повторно ќе кажам, работата. Да се работи повеќе, да се ангажираат децата, ако не ментално, интелектуално работа во простор, некош безполезна работа, некош сизифовска работа, некош стура работа како сол да сееш. Важно нешто да се работи во текот на денот, мислите да отидат на тоа да се концентрираат. Не знам, да се садат цвеќиња, да се копа, да се работи по дома, било каква работа. Еве во училиште можеме акција да се среди училишниот двор, да се средат училниците, да се исчистат. И хигиената исто е една многу битна работа, затоа што тоа дете кога ќе научи да чисти нешто, потоа нема така лесно да залепи мастика, да ја плукне или да извалка. Јас најмнег се лутам и секогаш кажам, најбитното е да сте воспитани во хигиенските насоки. Значи, културата на хигиената е многу битно. Прво, па сета останата култура. Да се внимава на нашето секојдневие. Така што ќе мора да се работи. Ние не ќе тагуваме, меѓутоа ќе мора и да работиме, да продолжиме со секојдневните обврски. Децата имаат право да зборуваат со нас наставниците, со родителите да прашуваат. Има деца кои не сакаат да зборуваат за ова, има деца кои се плашат да се соочат со проблемите, да разговараат, поинтровертни се, и тоа треба да се остави. Ако смета дека не можеш на сила да потикнеш некого на разговор. Значи, нашата улога, буквално пулсот на децата да го испипкаме, да видиме дали со нив може да се разговара отворено или ќе треба малку заобиколно, позатворено се зборува, затоа што некој зборот може да им биде убиствен. Ако им кажеш реално што се случило, по изразот на лицето ќе забележи дека некој не може да го поднесе тоа што го зборува. Така што мораме да биме хиперсензибилни и да ја вратиме човечност, оно што во целата несреќа сите некако не смирува, што се покажа голема човечност, не само во Македонија, туку и надворот нашите граници, огромна човечност, и тоа е нешто што ме радува. Каде е човечноста, таму е и спасот. Глобален спас. Значи, само да продолжиме со позитивните насоки, со хуманоста, да не мешаме политика каде што не е место, да ја оставиме законот, власта да ја работи работата. Немаат право веќе на извинувања, на отстапки, на забашатување, значи веќе никакво право, изгубено право на секакви коруптивни моменти и алатки, веќе е завршено со тоа. Буквално почнува ерата на прочистување на тие односи. Нашите закони, тоа го велат стручњаците, се одлични, ние не ги спроведеме како што треба. Ние до земјата, до луѓето е. Тоа треба да го сватиме, до нашето однесување. Исто е со образованието, и книгите се одлични. Ние лошо ги спроведуваме. Значи, тоа е оно што треба ние да се запрашаме зошто така работиме и до каде ни е планот вака да се однесуваме. Татјана Алексич, професорка во Корчагин, благодариме за минутите што ги одвоивте ова утро. Целта е една, да се обидеме да си го олесниме животот понатаму по големата трагедија што не се случи во Кочани. Благодариме уште еднаш.